Зимското планинарење е предизвик за сите поголеми планинари. Тоа е начин на живот кој ја карактеризира љубовта кон екстремното, но и љубовта кон здравиот начин на живот. Разликата меѓу зимското и летното планинарење е огромна, сведочи еден од најистакнатите планинари во Македонија и член на планинарскиот спортски клуб Голак Делчево Љупчо Чучуковски. Чувството кога ќе го искачиш ледениот врв е нешто што не може да се почувствува кога истото ќе го сториш во летни услови. Но за сето тоа потребна е физичка, но и психичка подготвеност. Каде што е потребно кога се движиме во планина да ги знаеме основните техники на движење во зимен период, но исто така и облеката која што ја носиме во зимниот период е пообемна, исто така и опремата. Но морам да кажам дека покрај основната облека и опрема, кога искачуваме високи планини во зимниот период, се користи и така наречена техничка опрема, која што целата оваа опрема и облека додатно не оптеретуваат, бидејќи се движиме, како што кажав, по снежни покривки, потоа имаме заледени површини, предели кои што се покриени со снежна покривка, и се тешко продни, но исто така и представуваат снежни тераси, каде што представуваат голема опасност за движење во планина. Планинарскиот спортски клуб Голак Делчево ги замрзна активностите во планина за оваа зима поради пандемијата. Од септември па се додека да се стабилизира состојбата, нема да се организираат поголеми планинарски маршеви во земјава, но и нивните членови нема да учествуваат во големите меѓународни експедиции, истакна планинарот Чучуковски. Каде што го организиравме нашиот 6-ти планинарски традиционален марш на планината Голак, до овој период се уште немаме нити организирано, нити реализирано планинарски маршови. Тоа е од оправдана цел поради пандемијата COVID-19, каде што имавме и наши заболени членови, така што до овој момент немаме организирано и реализирано и не планираме во скора иднина да организираме, барем се додека не помине овој бран на пандемијата COVID-19. Инаку негов предизвик се Алпите, но и врвови кои што не се комерцијални, туку врвови кои што се помалку познати, а интересни за искачување. Тој има голем број врвови кои што ги има искачено со височина над 4000 метри, а највисоката точка која што ја достигнал е врвот Зунсајншпиц во Валесанските Алпи, 4563 метри во Швајцарија.